Сдруженијето на пензионери на Кочани во саботата беше домаќин и организатор на традиционалната средба на пензионерите од Македонија. Средбата и годинава се одржа на манастирскиот комплекс Свети Пантелеймон во кочанското село Пантелеј. На оваа средба се собра над 3000 пензионери од 22 пензионерски здруженија на Македонија, меѓу кои беа и пензионери од Битола, Прилеп, Гевгелија, Гостивар, Тетово и други градови на Македонија. Во името на домаќинот Сдруженијето на пензионери Кочани присутните ги поздрави и им посака пријатен престој председателот на Кочанското пензионерско здружение Ѓорги Серафимов. Од името на Сдруженијето на пензионерите на општина Кочани, дозволите ми да ги поздравам и нашите ценити гости. Покрај сите, кај нас е денеска председател, градоначалникот на општина Кочани, господин Никол Чилиев. Да го поздравиме и председателот на собранието на Сојузот на Сдруженијето на пензионерите, господинот Адамовски Ирија. Да го поздравиме и единствениот наш представник во парламентот на Македонија, господинот генерал Ирија, кој е единствен наш представник во тој парламент да не представува како пензионери. Моја искрена желба е што ве гледам така бројно и што сме заедно. Ние најасмонавме сите сили да се покажеме како добри домаќини и сметам дека нема да ве разочариме. Во името на Сојузот на Сдруженијето на пензионери на Македонија на собирот зборуваше председателката Станка Трајкова. Тука се случува големата пензионерска средба и од присутноста што јас пред себе ја гледам, со право може да се каже дека денеска за пензионерите сите патишта водеа кон Кочани. Сојузот на Сдруженија на пензионерите на Македонија секогаш поддржува вакви средби на зелено во природа, во одбележување на значајни настани, што истовремено значи и можност пензионерите да излезат од своите домови и во природа да поминат пријатни мигови. Учесниците на средбата во името на градот домаќин ги поздрави и средбата ја означи за отворена градоначалникот Николчо Илиев. Навистина се чувствувам прекрасно што имам оваа прилика, макар и за кратко да бидам дел од овој настан денеска, кој што се организира по 13 пат веќе традиционално овде во манастирскиот комплекс на Пантелеј. Организатор, како и секоја година досега, и оваа година е пензионерското друштво, Сдружение од Кочани. Нашите заложби како локална самоуправа е да допринесеме за секоја целна група подобар живот и подобар стандард. Така, во овие целни групи високо во агендата се и луѓето од третото доба. Иако нашите ингеренции се прилично ограничени, сепак во рамките на нашите можности, она што го правиме и што ги решаваме во делот на инфраструктурните проблеми, очекувам дека индиректно допринесуваат за поквалитетен живот и на вас, припадниците од третото доба. Инаку учесниците на средбата ги посетија и манастирскиот комплекс Свети Пантелеймон, каде се наоѓаат фрески и икони од средината на 19 век, кој е граден и фреско живописан во внатрешниот дел од манастирот. На полјаната во манастирскиот комплекс се виеше весело македонско оро, како и песни од повеќе краеви на Македонија.